Секако дека остава психички последици овој настан. Значи не е едноставно некој да го нападне вашиот родител и вие да се борите со тоа и да нема правда никаде. Значи едноставно психички последици ќе остави секако и остава. Меѓутоа тоа се бориме. Целта на нападот беше рекламна табла која што му пречела, но всушност тоа имаше позадина. Пред да се случи целиот тој настан, тој дојде лично да го побара нашиот фамилиарен бизнис да му го отстапиме. Откако одбивме, почнаа ситни притисоци и целата ситуација ескалираше со физички напад, од кој што татко ми доби тешки телесни повреди, значи скршеница на череп, неколку скршеници на вилицата, скршеница на нос, крвен подлив на окото и така натаму. Случајот не заврши тука. Откако ја призна вината, тој поднесе приватна кривична тужба кон моето семејство, дека ние први сме го започнале физичкиот конфликт и ден денеска се уште се влечкаме низ судските лавиринти. Ние пуштивме кон докторката представки по неколку институции, меѓутоа одговор не добивме од никаде. Значи тортурата продолжува, напаѓачот продолжува да ни поставува камери да не снимаат, значи пуштивме представка до Агенција за заштита на лични податоци, исто не добивме никаков конкретен одговор. Во моментов сме нелегално снимани, јас, мојот персонал, моите родители тука на работа. Цело време се соочуваме со неправди, не можам да се надевам на ништо позитивно. Едноставно моето семејство имаше нормален тек и никогаш не се соочувавме со некакви слични проблеми, никогаш не сме имале средба со суд и полиција и така натаму, меѓутоа сега кога првпат видовме како тоа се одвива, искрено постои многу голямо разочарување кај нас.